Не ни требаат салонски председатели на државата. Ние сега во моментот имаме салонски председател што не видел ни кафана како изгледа една, а камоли некоја друга институција. Еден паметен американски политичар вака рече: кога не си на масата, тогаш си сигурно во менито. Една од најмудрите политички мисли. Мислам дека типот се вика Хенри Кисинџер, но не ме држете за збор. Значи рече една од најпаметните крилатици: ако не си на масата, тогаш си во менито. Тоа важи за се у животот. Македонија секогаш кога не била на масата, била во менито. Уствари, ние никогаш и не сме биле на масата, секогаш сме биле во менито. Видете што и се случи на Украина. Кои седеа на масата и на Европска Унија? Путин и Трамп. И што мислите, кој беше во менито? Сами ви оставам да донесете заклучок. Апропо последно препукување, дали бил подрум зградата или не знам што била, или ова или ова. Дечки, викате СДС и ВМРО биле исти. А зашо мислите дека овие третиве непоткуплививе не се исти? Шом влезеш у таа зграда тамо и седнеш на таа маса, а народот не е на таа маса, шо мислите, кој е во менито? Апропо, овие двајца биле исти, ама овие непоткуплививе, левиве, не се исти. Шие му га џура. И да ви кажам уште една работа. Значи, многу сакам кога вака разбивам некои ортодоксни сваќања, така да ги наречам. Ти, шом почнеш да се препукуваш со твојот опонент, психолошки зборим, да почнеш да се препукуваш со твојот опонент, конкурент, политички непријател, на тема: ама вие видете колку имате, колку имоти купивте, ние сега видете што купивме и одма на нас. Ти веќе си станал ист со самото тоа што влагаш у таа комбинаторика на спорење, дебата. Ти си ист. Оти, кога ќе влезеш у таа зградата тамо, што се вика собрание, тамо имаш бескрајни можности како да станеш ист. Бескрајни комбинации како да станеш ист. Што викаат хрватите, па за Бога милога седат на иста маса у тоа ресторанот тамо, како им се вика клубот внатре. Нели, знаеме сите, јадат шарска за 60 денара, јадат ова, јадат она. А вие јадете шарска у некоја факин кафана за 400 денари. Не у некој ресторан дака елита негде. У Биртија. У Биртија јадете шопска за 250 денари. Кај што са бајлето кој ќе отвори кафанчето, вака само на глувците или бубашвабите ги тресе од тањирите чисти што му се наредени, само вака ги тресе у лавабо и тука вие става салатата што плакате 250 денари. Ама тој у парламент што седи у клубот, ја плаќа шопската салата 50 денари, 40 денари. Како не се исти, ако више правиме муабет? Кој од кого е малце поразличен? Или кој со кого е ист, а кој е малце поист од овие истиве? Затоа не си правите филмови у глава, овие двајца били исти, ама овој третиот леви овие не биле исти. Ќе влезеш тамо, сите си исти. Ако више отворено си правиме муабет искрено. Знаете колку носи еден глас на избори? Мислам дека 4 евра. Не ме држете за збор, еве 3 нека се, ама мислам дека се 4 евра. Секоја партија од освоен глас официјален на избори им носи глас од 4 евра. Исправите ме ако грешам, може да се 3. Не ме држете за збор. Еве овие непоткуплививе што се. Колку има
гласови, 100.000 рецимо на последни избори, не знам точно. 100.000 гласа, пута 4 евра, 400.000 евра. Што мислите? Со 400.000 евра на конто. А кај се локалните? Кај што има па 100.000 гласа, може и поише. Пута 4, по 4, помножено по 4. Ајде да не употребам србизми. Тоа се 2 изборни циклуси. Рецимо, скоро 1.000.000 евра. Како тоа мислите дека овие не се исти? Кога имаш 1.000.000 евра у насметка партиска, а се работи за, како да ви кажам, еден, конкретно таа партија, еден човек, една партија. Имате еден каподи, тути капи и имате, не бит. Не си исти. Не можат ни тие да бидат исти. Не можат едноставно. Во склопот на човечкиот мозок е да трага по најголемо можно задоволство. Ова не сум го утврдил ја, пошто сум многу паметен, го збореле ова уште Сократ, Платон, тие што сакале млади момченци таму во античко време. Секој човек трага по максимално задоволство, во смисла на, не у смисла да претеруе бахиналии, него у смисла на да стигне у некоја комфорна зона, да се чувства комфорно. У парламент со 3.000 евра плата, како мислите не се исти? И плюс додатоци тамо, не знам колку имаат. Мислите дека со нешто би си ја загрозил таа комфорна зона во името на Ставре, Станко, Петко, што ќе седне у кафанчи и ќе му ја наплатат салатата 300 денари и ќе нема од што да ја плати, или ќе влезе у некој од овие супермаркетиве, нема да може да купи 500 грама сирење? Мислите дека се со вас поисти од колку што се со овие другиве сите што седат у парламент? Со вас мислите дека се поисти? Па нешто филмови секташки од типот не, овие се поразлични, не, ма овие другиве се сите исти, СДС, ама овие се поразлични. Шија му га џура, ја да ви кажам. Ако више искрено мислам си правиме муаве. Не паѓајте у секташки филмови и у правење на култови. Се знае кај нас што е политиката, ако више пак ќе кажам искрено правиме муаве. Алатка за брзо богатење. Кога ќе влезеш, кога ќе доеш на власт. Колку у минатото од било која партија, што ги знаевме као тешки клошарчиња, пред нивните да додат на власт, пред нив да ги назначат, не знам, да влезат у парламент, да ги стават министри, да ги стават директори на македонска телевизија, на оваа телевизија, на клошари беа. Ги знаеме. Клошари. Барабар со сите нас, едно пиво ќе опие 4 сата, тоа на блювотина после 40 минути, после 30 минути на блювотина има вкус, 4 сата го пие пивото. Тие сега да ги видиш низ градов, кои се и шо се? Море приватни бизниси отворени, море возат, не знам, сувови од 100.000 евра, море. Тие клошарите, што не може женска да фатат, што нема у джеб вака да ги истресеш 5 банки да им испаднат од джебот. Ама правовремено, некако влегле у партија, тамо некако со лакти, со ова, со она, со пучење, што викаат стариве наши, стигнале до ова, стигнале до она, и сега више не се исти. Мислите, го занима Станко Петко од нашево мало што седи доле на клупа, што пие пиво од некоја самопослуга тука купено, затоа што не може да го плати у кафич или што дае друго. Или наместо да седне да ручи у кафана јаде геврек од ОМДК. Мислите, исти се? Тој што зима у парламентот непоткупливите по 3.000 евра плата што зимаат. Кој бе исти? Му се менја више ракурсот у глава. Како може да бидат различни? Он више друго размишља, бе. Кај да си купи ова, кај да си купи ова, кај да иде на одмор, кај она да направи, шо ќе јаде, како ќе јаде денес, кој специјалитет да го проба, каде да седне.
Или ќе слушнете приказ на тие левичарски приказни, тие идиотски, демагошки приказни од типот го видовте ли норвешкиот премиер со точа како иде на работа? Го видовте ли данскиот министер за надворешни работи како со трамва иде на работа, со метро иде на работа? Па нема еден обезбедување околу него, па никој не го знае дека е премиер или министер. Левичарски демагогии. Дали тоа значи со тоа што он иде со точак на работа? Дали тоа значи дека он се лишува од своите 3 термина неделно за тенис? Дали мислите дека тој се лишува од своите, не знам, 2 термини или 1 термин неделно што игра, не знам, бридж, покер со своите другари од партија или од парламентот, у клубот на парламентарци или како им се вика тоа таму, или било кој клуб? Дали мислите дека се лишува од задоволството да поигра некојаш голф, сквош? Дали мислите се лишува од задоволството наместо да оди, не знам, на некоја река или да кампува негде, се лишува од задоволството, не знам, да биде на појмане у некоја рајска дестинација, некој рајски остров, у некој си пичке си материне место на земјинава топка? Не, али тоа е демагогијата на приказната, иде со точак на работа. И народот ко сом се фаќа за тоа. А не гледа дека овој сепак што иде со, јако иде со точак на работа, ама еднаш неделно оди јаде аргентински бифтек со тартуфи, со други куротресени у тоа тањирот, порција што кошта, не знам, 200 евра. Тоа ви се приказните, тоа ви се тие демагогии. Кај нас одредени партии функционираат како секти, ако не и сите. Ти, за да функционираш у секта, за да ги држиш луѓето под контрола, изманипулирани, тука до тебе, да ти се клања, да направиш култ на личност, главниот на сектава е најпаметен, најдобар, најчесен, непоткуплив, кур се тресе у ладна вода. Ти треба како идеолог на сектата или како водаш да направиш таква демагогија и да ги натераш да ти веруваат дека е тоа така. Затоа викам, не се фаќајте ко сомови на ко кленој на јадица, на мамец. Ако више, мислам, пак е повторам по 100 пат, ако више искрено правиме муабет, па да ви кажам нешто што не сум ви го кажал никад. А вака ми доаѓаат луѓе на улица, не, шо, овие се исти, овие не се исти, не мој, овие непоткупливи бе, не се исти, овие се исти, други бе. Иди јебете се у дупе бе. Вие бам ненормалните, ако више правиме искрено муабет за тоа кој е ист, кој не е ист. Така да, народе, кога ќе влезеш тамо, кога ќе се фатиш за тоа оро, кога ќе влезеш внатре со сите бенефиции што ги имаат за тоа, ти да не си ист, стануеш ист. Полека, ви реков, тамо внатре кога ќе влезеш у собрание, имаш бескрајни можности како да станеш ист. Бескрајни можности. Дури не можете ни да ги предосетите, што викаат србите, да ги наслутите, да наслутите бескрајноста на можностите како се станува ист. Па јевате Бог, вие се фатија за ова, купиле овие непоткуплививе, купиле, тоа ми е малце така чудно. Овај, некои подрумски простори, не знам, 700 евра квадрат, ама биле подрумски, не. Па еве една чукела вамо продава гаражи, 10.000 евра у нови згради, што уште не се изградени. 10.000 евра гаража, колко е бе гаражата квадратура? 3 метра по 3 по 2, 6 квадрати или 3 по 3, не знам како идат, многу голема изгледа. 3 по 3 еве нека е, 9 квадрата, 10.000 евра. Значи преку 1000 евра е квадрат. Гаража бре. Колата да си остои тука. И толку, зидови гаража. Зидови само. Бетон. Шо мислевте дека шо нема да дојде време кога ќе почна да
да си ги покажуваат овие нозете, ова, она. Чекајте, па рано е зимата, па допрва ќе видите разни ситуации. Шо се чудите, па толку сега купиле ова. Утре ќе купат нешто поголемо. 100% бидете сигурни. Али така, они битно си се, ќе си се препукуваат, вие ќе зимате една или друга страна или трета и ќе си верувате слепо дека овие се малце помалци исти од овие најголемиве две што се партии. Ама овие се малце помалци исти, тоест не се исти, тоест се тотално различни. Тоест се многу поштени. Многу се поштени. Мислам, ако више искрено разговараме и правиме мове, малце уклучете мозокве на таа финта со децении култ на личности ви градат у вашите глави. Ако више искрено правиме мове. Луѓето сакаат да бидат водени, сакаат да бидат лажени, сакаат да бидат манипулирани, како што исто сакаат кога ќе дојдат на власт да дојдат до најкомфортната зона што можат да ги достигнат најголемата бенефиции и задоволства, да си ги задоволат максимално своите потреби. Тоа е човекот. Ако више искрено сакаме да збориме за тоа кој е ист, кој е различен. Иако кажувам, треба тие што си се исти си се, него ние како останати народ треба самото образование, нивото на духовен развој кај човекот, на неговото образовно ниво, неговата совест, неговата свест, треба да ги натера политичарите у поедини ситуации да забораваат на себе и да гледаат на задачата што им ја доверил народот. Ако се работи нели за парламентарен демократски систем и така натаму, да ги исполнат врските што ги имаат кон народот. Да ја напишат домашната задача кон народот. А после он што ќе јаде аргентински бифтеци и што ќе игра тенис у некој онака курајбери нека што играат Дингере, кај што се замислија дека се Новак Џоковиќ, они ќе си играат пак. Они пак ќе си возат коли од 100.000 евра. Пак ќе сидат на Бахами на одмор или не у некоја пичке си материни, у некоја куротресина тамо, негде на некој океан. Но поентата е да се напише домашната задача кон својот народ, пред да заминат на Бахами, да остават државата, пред да заминат на годишен одмор на Бахами, да остават државата стабилна, просперитетна, со висок стандард, да може секој човек да јаде што сака, да може секој човек да облече што сака, да може народот да го остават среќен, па не кидат на годишен одмор и ќе се вратат. А секако дека нема да бидат исти. Од проста причина што народот никогаш не е на таа маса. Он е секогаш во менито. Ама одговорните политичари со високо морални принципи понекогаш знаеле да направат некој баланс меѓу своите потреби за личен комфорт и потребите на својот народ. Пред кога што застанале и му ветиле дека ќе го водат во некоја просперитетна иднина и дека ќе му обезбедат нормален живот не за моментално, за тие граѓани, за идните поколенија. Толку беше што сакав да ви кажам. И си изморив. И не си правите барем со паметот, ако више викате овие ВМРО и СДС се биле исти, дека овие непоткупливи биле различни. Кур се тресе у ладна вода. Енде. Бог ни дал убавени природни богатства, вода, плодна плочва, рудни богатства, планини, езера, 360 денови во годината сонце, а ние 30 години живееме во мрак. Мрак кој ни го создадоа мафијашко-олигарските кланови кои владаат од 1990 година. До денес, младите ни се раселуваат по белиот свет, секој ден ни заминуваат се што вреди во државата. Градат туѓи држави и туѓи економски успешни се нашите млади кај и да одат во светот, само дома не се признаени бидејќи ова е држава само на
за елитните граѓани на власт. И не дозволуваат никој да им пипне во медот, го чуваат како зеница во окото. Чиниш го донеле како мирас од дома.